Dobro večer, Prilep, dobro večer, pobednički Prilep, dobro večer, braća i sestri, dobro večer, dobri luge. Не така одамна беа овие што народот го нарекува, знаете како? Па потоа го модифицираа тоа во сурати, не знам дали се сеќавате. Па потоа велеа да не им излегувате на очи ако случајно не победеле. А јас ќе им кажам, они да не ми излегуваат на очи затоа што на 21. април и на 5. мај ќе изгубат. Ја не знам како може тоа што го доживеа овдека во Прилеп да ги подсетува на победа за овој Назаев во Скут што му седи. Мене да речеме регистарската табличка во Прилеп ме подсеќа на патриотски Прилеп. Ме подсеќа на победнички Прилеп. На победници, а не на предавници како нив. Поминавме илјадници километри. Разговаравме со илјадници наши сограѓани. Разочараност, депресија. Луѓето денеска буквално се депримирани од сите оние лажни ветувања, од сите оние неисполнети очекувања од страна на Зоран Заев и СДСМ. И штото го сакав да ја кажам онаа добра вест каде што денеска низ цела Македонија се зборува по улиците, плоштарите, гледам таа овдека пред мене дошла во Прилеп, дека ние на 21. април и на 5. мај победуваме, браќа и сестри. Победуваме! А победата потоа ни носи предвремени парламентарни избори, народот да си ја врати повторно државата таму каде што е место, да ја земеме државата од овие измамници. Да ја земеме државата назад од овие измамници, од овие криминалци која што ја запустија домашната економија, која што ја понижија државата. Тоа е она која што денеска се слуша низ улиците, низ плоштадите, во булеварите во Република Македонија. Забадијала, попусти ви се сите оние нарачани анкети, попусти ви се сите оние статуси на Фейсбук. Вистинската анкета ќе ја слушнете на 21. април. И ти, Пендаровски Стево, и ти, Заев Зоране. Имаме историска шанса. На оваа генерација македонци дојде аманетот да стане вистина, а тоа е повторно да си ја креваме државата од пепел, онаа пепел која што ќе ни остават овие од СДСМ на чело со Зоран Заев. Се сеќавате, шета, бојадисува, уништува, кршја по плоштарите, ветуваа правда, ветуваа мир, ветуваа живот, а донесоа пекол. Пекол донесоа во Република Македонија. Прилеп го претворија во најнебезбеден град во Република Македонија. Хараат силеџи, луѓе кои што го тероризираат градот. Тоа е вистината која што овде дојде во Прилеп. Немаат ниту шајка убодено, а и таа шајка што ја ставија, ја украдоа. За такви луѓе станува збор. И нека се закануваат, нека уценуваат, нека злоупотребуваат. Тоа се кукавици и овој народ не ви се плаши, но не само овој народ, насекаде во Македонија, затоа што крајот ви доаѓа. Заминувате во заслужена
Пензија политичка, а таа нема да ви биде мирна. Затоа што има да одговарате од прв до последен за сиот криминал што го направивте. Неправда е кога ќе ветувате живот, а ќе донесете пекол во Република Македонија. Неправда е кога ќе се колнете во жицата, ќе се колнете во најмилото, во татковината и ќе се колнете во дедовината, дека нема да го промените името. А во прва прилика, првиот момент кога го имавте, вие не само името, идентитетот го продадовте за пусти пари, слава и моќ. Неправда е кога ве гледаме како ја веднете кичмата и се срамите да пеете заедно со македонската гарда и со воениот оркестар дека денес над Македонија се раѓа и дека македонците се борат за своите правдини. Неправда е кога ве гледаме како со тој ваш нов пријател правите селфи, а се срамувате да ја слушнете македонската химна. Па морате да го лажете народот, да велите дека авионот доцнел и вие сте морале да играте со еден од трите атрибути покрај знамето и грбот, да ја понижите македонската светост, а тоа е македонската химна. Таа е неправдата која што ќе ве казни со правдата на 21. април, а потоа и на 5. мај. Неправда е кога ќе играте на ниски страсти, кога ќе злоупотребувате човечки судбини како опозиционер, кога ќе велите дека имате воајерски снимки за оние дечиња жртви во Смилковско. Неправда е кога како опозиционер за пусти пари и власт ќе ја лажете македонската јавност дека вие сте ја знаеле вистината, а не била вистината таа која што ја знаеше македонската јавност. А денеска, кога треба да ја соопштите вистината, има две работи. Или ја криете вистината и сте соучесник и ќе ви тежи цел живот тоа што го криете, или второ, имате трговија со злосторите кои што го направија тоа злосторство на Смилковско. И за првото, и за второто ќе одговарате и доаѓа тој ден. Неправда е тоа кога патриоти лежат со 200 години казна, а вие ги пуштате на слобода злосторите. Тоа е неправда. Неправда е кога ќе им ветувате на земјоделците зголемени субвенции за гарантиран откуп, стимулации. А денеска кога сте власт онаму во Ресен, луѓето ги сечат дрвата затоа што родот кој што го изгледале, го посеале, го растеле, денеска немаат кому да го продадат. А и тој кој што може да го продадат, го продаваат 1 килограм јаболка за 1 денар. Појдете во Кочани да ги видите полни амбарите со жито, магацините, затоа што нема кој да го купи. Појдете во Малешевијата, појдете во Пијанец. Појдете да видите што се случи со сливите, што се случи во Росоман со праските. Појдете во Струмичко да видите со Бостанот што се случи. Можам да ви редам милиони примери, али вашиот министер за земјоделие е редовен гостин во Дубај, каде што патики си купувал господинот Цефали. Земјоделците едва и од крај со крај врзуваат од први до први да си ги прехранат семејствата. Неправда е кога ги лажевте тие луѓе и денеска наместо да излезете, да се извините и да побарате да ви простат, продолжувате да ги лажете и да играте на картата на кратко помнење. Но тоа нема да ви пројде.
Ovoj narod na 21. ki si ja zeme sudbiната во своји раце, со пенкало позади гласачка кутија и ќе ја избере Гордана за председател на Република Македонија. А потоа редот е народот да си ја земе државата назад од вас, измамници и криминалци едни. Ке ве поразиме така жестоко на предвремените парламентарни избори, што нема да знаете што ве снашло. Не е најголемата политичка коалиција во Македонија таа што ја правевте во скап и луксузен скопски ресторан, хотел. Кога го избиравте, назначувавте вашиот поданик Пендаровски Стево. Најголемата коалиција, господа, од врхушката на СДСМ е овде, на улиците и на плоштадите, заедно со ВМРО ДПМН, заедно со коалицијата за подобра Македонија и заедно со Гордана Силјановска-Давкова, идниот председател на Македонија. Нема назад. Тргнавме, ни останува уште една недела. Ни останува уште една недела, добри луѓе, браќа и сестри, да го поразиме заевизмот. Можам да зборувам до утре за сите неправди, за сите недела кои што се случија изминативе 2 години. Но попусто би било тоа, ако поразот на Пендаровски Стево и Заев Зоран на 21. април и 5. мај не биде толку голем, што ќе ги прати веднаш во политичка пензија. Затоа ве молам да се обединиме, да застанеме еден до друг, да бидеме потпора, рамо до рамо, грб до грб, да си помогнеме, за да и помогнеме, затоа што се плашам дека втора можност ќе немаме. Оваа генерација има историска борба и за таа цел, за македонскиот сон, македонскиот непокор, вреди да се бориме. Јас се борам и нема да престанам да се борам додека не го поразам ова денешно секој невие што и се случува на Република Македонија. И знам дека ме критикуваат зошто не сум се откажал јавно од некои лоши политики во минатото. И јас овде од Прилеп ќе го повторам мојот одговор. Човек што работи може и да погреши. Јас бев дел од првата генерација во ВМРО ДПМН. Работев и растев со втората генерација. Ја предводам третата генерација. И се што било, може би погрешно, го прифаќам на себе и јас сум одговорен тоа што било погрешно да понудам решение да се исправи. И не се плашам и не се срамам на овие луѓе. Ако треба да поварам прошка, да застанам пред секого и да се извинам во име на тоа минато. Јас сум тој кој што сега одговара, но истовремено заедно со вас ќе понудиме решенија, ќе понудиме иновации кои што Македонија ќе однесат на вистинската патека и кон вистинската цел. Достоинствена, честита, исправена кон Европа и кон нашите сојузници во Европа. А не ваква со подведена кичма, осрамена, оплячкана и опустошена. Ние во ВМРО, господа, од врхушката на СДСМ, од ниту еден човек не се откажуваме. За нас важи еден за сите, сите за еден. Така било и така и ќе остане. Во Европа не се оди со полни вреки пари украдени од народот. Во Европа треба да одиме горди, достоинствени. Во Европа не се оди ако се откажете од вашето минато.
кое што како сидро не ви дава чекор напред да мрднете. Во Европа се оди горди на нашето минато, на нашата историја и на нашата традиција. Во Европа, господа од врхушката на СДСМ, слушате ме добро, не се оди со принципот на Мирчо Свињарникот, евро за вице и евро за црквата. Така во Европа не се оди. Во Европа не се оди со изјава дека живи луѓе ќе јадете. Туку во Европа одат луѓе кои што си ја сакаат татковината, си го сакаат народот, си ја пеат химната, го веат знамето и се почитуваат меѓу себе. Така се оди во Европа и никако поинаку. Ние, заедно со народот, после поразот на предвремените парламентарни избори, така ќе чекориме кон Европа. Браќа и сестри, добри луѓе, бери ке ти во прилеп, голема победа се најавува. Браќа и сестри, добри луѓе, сакам да кажам, победа ни е потребна на овие председателски избори. Победа ни е потребна затоа што професорката Гордана Силјановска-Давкова е човек професор кој што е избран неколку пати за најинспиративен професор на правниот факултет во Скопје. Човек кој што не се срами и не го штеди своето знаење да го пренесе на студентите. Јас сум сигурен дека тука има многу студенти. Затоа што професорката Гордана има јасен план како да го врати владењето на правото во Република Македонија и како Македонија да биде повторно правна држава. Тоа е многу важно, затоа што со владење на правото, со вистинска правна држава, ќе имаме вистински инвестиции, домашни и странски, не оние кои што Зоран Заев ги измислува. Ќе имаме нови работни места, ќе си ги вратиме чедата од странство дома да ни се вратат. Затоа што со вистинска правна држава и владење на правото, ќе има повеќе пари и за субвенции, ќе има повеќе пари и за плати во администрацијата, ќе има повеќе пари и за образованието, и за здравството, и за повисоки пензии, и за повисоки студентски кредити и стипендии. Затоа што она тоа го може, затоа што е професор по уставно право, пријател и сојузник на законите и уставот во Република Македонија. Затоа ни е потребна поддршка и огромна победа за идниот председател на Републиката Гордана Силјановска-Давкова. Уште две реченици и нема да ве држам повеќе на дождот. Оваа битка, оваа борба пред нас нема да биде ниту лесна, ниту едноставна. Напротив, ќе биде тешка и полна со предизвици и искушенија. Во оваа битка, браќа и сестри, ќе победат храбрите и мотивираните, а не побројните или помоќните. Денеска во Прилеп видов само храбри и мотивирани луѓе подготвени да победат во оваа битка. Пред зората е најтемно, но доаѓа зората, изгрева зората во Македонија и носи правда за Македонија. Да ни е жива и здрава Република Македонија, да сте ми здрави и живи, да ни е вековито ВМРО ДПМНЕ. Ви благодарам.